Добре дојдовте на Фасно. Денеска се наоѓаме во прекрасните пазови на Кожув. Ова е една прекрасна наша македонска убавина која и ние имаме денес среќа да ја конзумираме и да уживаме во нејзе. Но колку и да е ова место убаво, прекрасно за гледање, за жал е нападнато. А нападнато е од самите себе си, со градење на мини централе на реката Дошница, и тука денеска сум со активистите кои сакаат да спречат еден екоцид кој може да има многу големи репрекусии врз средината овдека што е, но и доле во Гевгелија. Денеска имам чест и задоволство да сум тука со двајца борци кои се обидуваат со аргументи, со разум и со еден позитивен еколошки активизам да ја убедат останатот на јавност дека она што они го прават е истинскиот чекор кон подобро утре за сите нас во Македонија. Да, овдека сум со Марина Томова, и Кирил Ружинов. Кирил Ружинов, едни од активистите за спречување на градба на реката, на брана, на мини браната, реката Нема брана. Цевка. Цевка, извини, да. Прво, не знам со кого да почнам, пари на тебе те знам повише, ќе ти дадам поголема предност. Како дојдовте до идејата и како спознанието, како дознавте дека ќе се гради мини брана на реката? Има веќе известно време, најмалку неколку години, може би и повеќе, кога прв слушнавме дека е издадена дозвола за градба на мини хидроелектрана на реката Дошница. И тоа беше некаде за време на ковидот, во кое што време беше изградена мини хидроелектрана од истите собственици со тогашна друга инаку именувана фирма. Кога ќе се спуштите надале, ве замолувам да застанете таму да видите што се случува таму. Значи има уште една брана подоле, Хидроелектрана. хидроелектрана, каде што е пример како би изгледало и сегашната, која ќе се заврши. Да. Кој е ужас. Не се види. Така да тогаш разбравме и ние отидовме по сета документација што е можна од јавен карактер и така натаму. Направивме протест тука пред 2,5 години. На Смрдево на Кожув, значи заедно со трите засегнати општини. Тоа е општина Кавадарци, Демиркапија и општина Гевгелија. Така да тогаш по наше барање, наша иницијатива заедно подпишана со многу здруженија на граѓани, со 13 академици од цела широка Македонија, со тројцата градоначалници кои ја подпишаа, градоначалникот на општина Гевгелија, Андо Сарамандев, на општина Кавадарци Лазар Петров и на општина Демиркапија, на општина Кавадарци градоначалникот Митко Јанчев. Значи, нашите иницијативи, нашето барање беше и се уште е да се направи целосна студија на Кожув, на реката Дошница, заради тоа што со елаборат, со написан елаборат, кој што е некој си copy-paste документ, што нема ништо наведено, дури има и една линија што им е тотална грешка, ама ајде, ете ги имаме, нели? Значи, без таква студија не смее да има, се извинувам, многу луѓе се приклучуваат блокадите, така да така да, значи, само со елаборат на некој што му текнал да прави мина хидроелектрана, каде што нема студии, дури и да има студии, да нема ендемски видови, загрозени ендемски видови на животински и растителен свет. Кој легални се загрозени кај? Значи, ние може да кажем од моје мислење и спрема одредени академици кои што се напишале книга што се насле на реката Дошница. Меѓутоа, тоа сакаме да го потврдиме со овие студии и да се има на додека да се уништат. Еве,
автохтоната пчела македоника. Чисто еден пример, а има многу видови. Така да пак ќе кажам, значи има многу видови кои што се ендемски видови на животински растителен свет, така да тоа не смееме да го дозволиме, тоа има за действото, а дури еве и студиите да бидат направени со на истото, знаете дека во светот има 1,8% питка вода. Ова што стои позади сакат да ги исечат вените на кожа планина. Да, сакат да ги исечат вените на кожа планина за личен профит. Каде во светот се чисто трумите се борат за вода. Знаете како беше така? Ние да ја дадеме реката за, мислам, знаете колку да. Дека водата едноставно нема цена, можеш да кажеш најскапо е златото или водата е на првото. Да. Така да тука веќе не станува збор за мини хидроелектрани, тука станува збор дека реките не смеат да се чепнат. Точка. Благодарам. Ако ве се работи за проектот, ти кажа цевка, можеш да објасниш на граѓаните кои се девастациите што би се случило ако се реализира проект? Мини хидроелектраните од овој тип се всушност деривациони. Тоа е уствари правење на место каде што се собира целата вода од реката и се става во цевка да се добие некоја висинска разлика од 80 до 100 метри, кај што се пушта на турбините, произведува струја. Меѓутоа, овде не станува збор за река. Овие така наречени реки од инвеститорите всушност се планински потоци. Значи, река ги има, може да река е Амазон, река е Нил, може Вардар е река, меѓутоа ова се планински потоци. Тој е екосистем. Уствари целиот екосистем на Кожур зависи од водата првенствено. Водата е најважниот дел од тој екосистем. И сега кога би се собрала таа вода во цевка, секнуваат сите подземни води, затоа што нема понирање од водата. Тоа што некој го нарекува биолошки минимум, во летниот период нема да има ни капка вода. Настрана од цевката, значи целата вода ќе оди од цевка. Реката е полна со живот. Реката има пастрмка, поточна пастрмка и има речен рак, кој што е заштитен во Македонија, значи има разни водни инсекти со кои се исхранува пастрмката. Тоа е еден комплетен екосистем и е толку многу осетлив на било каква интервенција, а ова е страшно за таков екосистем, кај што е ископано речното корито, девастирана е цела околина, исечени дрвја, значи таа река се формирала милиони години со целиот жив свет во неа, да живее на таква осветленост, например, реката да биде во сенка за да дире пастрмка или нешто друго, така. Значи, било каква интервенција во таа река е погубна за живиот свет во неа. Сега. Не се представи, јас сум љубител на природа, растев во втората половина на минатиот век, тогаш станав планинар, извидник, моторџија, љубител на тие природни убавини и сметам дека се општо добро, дека не се собственост на државата во смисол да ги издава за јавен интерес. Поготово кога во оваа работа уопште не постои тој јавен интерес. Значи тука има исклучиво приватен интерес, каде што поединци не повеќе од 40 скупно во цела Македонија го тераат овој бизнис, само за нивни личен профит, а на штета на сите уништени реки. Значи веќе имаме уништени реки, например Тополка, реката Тополка извира од некој врв на планина. Тополка на првите 200-300 метра се пие, после тоа влегува во цевка и е толку од неа. Сега кога се кај цевката, Да. а може да добавиш на нашите гледачи кои седат дома немаат представа, значи се прави еден дотек од постоечката вода и се внесува во цевка. Така. Колку е таа цевка голема? Значи, законот за овие мали хидроцентрали за да се вклопат во најлесно добивање на концесија на дозвола за градба и на сите останати работи,
законот е направен за производство до 1 мегават час. Значи се што е под 1 мегават час не захтева студија кај што се проучува живиот свет, кај што се гледа повеќе години која би била штетата која ќе се направи со оставање на водата во цевка. Значи, критериумите за градба се на многу понисок критериум за за било која брана и електрана која е изнад 1 мегават часови. Да, Тоа се однесува посебно за студијата за заштита на животната средина. значи тука не постои студија, постои елаборат. Тој елаборат е подпишан од еден шумарски инженер. А во две реченици е напишано во елаборатот дека нема жив свет и дека нема да има негативно влијание врз животната средина. Водата е основ на животот. Значи, со со оставање на водата во цевка се оневозможува пристап на вода и за живиот свет кој што живее во реката, и за дивите животни, и за комплетниот екосистем дрвја и сите останати работи. Значи, таа река испарува преку дождови, пак се враќа. Значи, се кине вената на планината Кожув за некој да оствари профит од, не знам, 700-800 евра у текот на една година, а штетата е многу поголема. Сега, во устав е влезено правото на секој нас за здрава животна средина. Значи, со ова, може би не директно, малце, ако темелно размисли било кој, ќе свати дека се уништува цела планина за профит на еден човек, на поединец. И не само тоа, како што познав, цената на електрична енергија на инвеститорот му е субвенционирана, тоест ние му плакаме. На сметките на струја негде околу 6% се одбојуваат за стимулирање на повластени производители од обновливи извори на енергија. Значи сега обновлив е ветерот затоа што нели дува секој. Сонцето е обновливо. Водата е можеби обновлива, меѓутоа и не е одржлива затоа што штетата што ја предизвикуваат ставањето во цевка и во летниот период кога има многу мал водотек, така, значи они ја искористуваат вода, целиот потенцијал на водата за да не изгубат, а реката и сама си прави тогаш некој биолошки минимум за да преживее. И сега од тој биолошки минимум во таа суша кога е во втората половина на јули, август и септември, кога нема да врнеш, реката и онака нема вода. Значи целата вода, целото речно корито останува на суво. Тој жив свет престанува да постои едноставно. Тоа е тоа што не треба да се случува. И сега, многу добро го објаснив и Дајтехон, последиците кои се, како почнало, како иницијативата, колку време веќе, значи, под годишен период активности за да дојдете до дека. Но за жал дадена е концесијата и дадена е дозволата. Тоест, ако ги гледаме од другата страна работите, без разлика како се дадени и дали има основ за давање, сепак државата ја дава концесијата. Тоест, под овие услови, потенцијалниот инвеститор не губи финансиски средства зашто басте ги има вложено, а исто така ако му се спречи градбата, нивните профити од инвестицијата не му се гарантирани. Кои се решенијата што вие ги предлагате за да се продолжи не со градба, него да се има кои се решенијата што вие ги гледате во овој комплициран случај, затоа што би потенцијално бил се вовирали и инвеститорот и државата со давањето на концесии. Така, значи општо земјата на Балканот во последните 15 години трае тој атак врз природата преку ставање на реки во цев. Значи во некои држави тоа се случуваше малку порано него кај нас и со поголем интензитет. Конкретно Босна и Црна Гора донесува одлука да не се прават повеќе тие мали хидроцентрали, затоа што во овие 15 години се докажа нивното штетно влијание врз природата. Втора работа, тој елаборат не е доволен како документ за да се проучи живиот свет и да се предвиди штетата која ќе настане со ставање на таа река во цевка.
Тоа е суштината на проблемот. А тоа што кажувате дека некој добил концесија, ги добил сите документи за градење. Значи тоа е производ на незаконско влијание на одредени политичари кои на времето беа на многу висока позиција, каде што си ги направија тие правила за игра како што нив им одговара. Значи да нема студија, да има елаборат, да биде под 1 мегават, да бидат само они повластени производители, кои што имаат неколкократно повисока цена и целото производство да им гарантира државата дека ќе им го откупи, независно дали имало потреба или нема потреба. Значи тоа е производ на незаконско влијание на тие мојсници тогашни врз донесувањето на одлуки. Тоа треба да се преиспита, да се направи ревизија на тие одлуки и да не се издаваат повеќе реките за профит од 5000 евра или од 10.000 евра на државата, а тој што ја стопанисува малата хидроцентрала да зима од 500 до 1.000.000 евра годишно. Значи каде е тука јавниот интерес? Не постои. Преку тие незаконски влијанија занемарање јавниот интерес, исклучиво приватниот интерес преовладува. Профитите и приватниот интерес Тоа е значи во примерно. Кои се следните чекори за вас? Се вака да се не дополнам исто. Така со Кирил, значи ревизија на сета документација, Да. што не држи никако место, се што им е направено до сега. Значи очигледно е дека сите закони се направени и се што е направено е во полза на неколкуте личности кои што се вклучени тука. Ги знаеме кои се тие на самите. Значи тоа е очигледно. Мора да се прекинат отхитно дозволите. Сите дозволи за градба, не само на гасното. Следото е, мислам, 196, ако не сум грешка, не цела Македонија. Ќе мора да им се одземат дозволите, да ги тргнат сите машини од тука. Значи, ние не работиме само на македонско ниво, туку ја запишав со други луѓе и на европско и на интернационално. Може да ни кажеш малце повише? Може, да. Ќе ви кажам сега нешто во врска со тоа. Значи, прво контактиравме Европскиот комисар Оливер и целиот парламент во Европска комисија. Контактирани се првично најголемите амбасади како што се Холандија, Франција, Италија, Германија, ги има многу. Да. Значи, контактираме се сите можни институции и правни лица кои што ќе го прочешлаа сето ова што се случува. Затоа што во Македонија, како што гледам, толку се навикнале луѓето како до Македонија, нашата земја што е зборат, е на некои си 5, 6, 50 луѓе, сакаме во Европа. Ќе се држиме на европски правила, така? Додека кои ќе не прочешуваат, веќе еве ни бараат сега информации од сите елаборати, преводи и така натаму, таму нема да навлезам, заради тоа што тоа ќе се случи кај тие што треба, да не ги отворам сите работи. Значи барани се сите преводи на елаборати, сите документации и така натаму, да видиме тука што се случи. Вака во Европа не се на овој начин. На овој начин на експлоатација, лаги, уништување, продавање на својата земја, никаква заштита за нашата природа, а не пак за народот. Имаше еве пред 3 дена трибина тука, и има, сега доаѓаат избори, за народот, соеднината. Еве го народот. Нека дојдат, да видат што сака народот и младите. Тука се. Ќе им порачам само ова, значи, уништување на дозволите, да ги повлечат машините. Само дозволата дошната си да што следуваат 196, значи не оде само веќе од Македонија, да видам јасно,
туку одеме веќе од пред 10 дена на европско интернационално ниво. Ето го спеки следуваат други начини, правечни. Благодарам многу. Јас да ви пожелам успешни следни денови, месеци, години активности. Се надевам ќе резултираат до тоа што ти го кажа, да се проништи концесијата, да се спречи градбата во еден ваков живописен, прекрасен македонски фолклор, ја бих рекол, но еден природен фолклор. Нашава Македонија обилува со природни, екстремно богати ресурси, кои ние треба правовремено и вистински да ги искористаме, а не да ги уруиваме истите. Јас, моје име ви благодарам што ви угости се ова во пазувите на Кожуш, во едно од најубавите македонски предели и одевам целосна поддршка на вашите активности и се надевам ќе резултираат со тоа што вие сакате да го исполните. А за вас ви благодарам што ме следевте во овој интересен подкаст. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.